Добро вечер. Четврток, 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Кефто, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи ви јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва и во недела, ексклузивно интервју со Трифон Костовски. Трае 2 сати и 10 минути или околу 130 минути. Го поделивме на 2 дела или на 2 интервјуа. Ексклузивни работи за масоните, за Евростандард банка, за политичката кариера, за Бранко Царенковски, се што сте сакале да го прашате Трифон Костовски, сте немале можност вечерва и во недела во 22 часот. Останете со нас. Првиот дел трае некаде 65 минути, сигурно нема да зажалите. Добро вечер за Трифон Костовски, допред неколку години најбогат македонец. Денес велат кандидат за затвор во Република Македонија. Јас сум и денеска многу богат, не финансиски, не материјално, духовно. Второ, кандидат за затвор, затворот не е нешто што мене може да ме плаши. Бидејќи самиот себе се познавам, ги познам моите постапки, знам што во животот сум работел, никој пат не сум посегнал по ништо што не е мое и секој пат сум се трудел да бидам хуман, дарежлив и човечен. Према тоа, ако некој има намера да ме стави во затвор, слободно е тука сум. Имаат обвинение, нека повела. Мислам дека има истрага, тоа на крај ќе го разговараме, нели? Да, во врска ли во делот со Евростандард банка. И тоа какво е чувството вие комуницирате со многу луѓе? И ако дојат тројца или четворица во тек на денот да ве прашат, Трифон, слушнавме или да ви кажат дека ти се подготвува затвор, тебе, вас, на вашиот син, а допред неколку години сте биле најбогат македонец, човек со највисок рейтинг во Република Македонија, дали сте го поставиле прашањето пред себе, што си има случано, каде на тој пат по кој се движел Трифон Костовски е направена грешка? Значи вака, Васко, апсолутно во првите моменти после одењето во стечај на Евростандард банка, дојде некој гласин на том дека знаеш што, син ти и ова, едноставно уште одма дадов на јас. Јас од оваа земја веќе 2 години не сум испаднал ниту еден чекор, ниту сантим, со цел да докажам дека јас стојам на располагање на сите излежни Имате органи. пасош? Молам? Имате пасош? Пасошот ми е слободен, имам и јас. Не сте под мерки, нели? Апсолутно, видете вака. Ја најтранспарентно говорам. Повелете истрагата. Меѓутоа истрагата тапка в место. Колку што слушам ја информација, мислам дека истрагата е пред крај. Не знам да ти кажам, јас сум се на 2 пати викнат на распит. Да. Еднаш во обвинителство во која ми се прочита само обвинението, односно целиот материјал, кој што мене, мислам, нонсенс. Костовски, нели ве плаши, например, И второ, од финансова полиција кој ме викна на распит. И толку беше. Финансиска полиција, овој што е Арафат Бареми, така? Да. А од обвинителство кој, Вилма Русковска ли го води? Не, тоа го води и обвинител кој што се смени после тоа, ги менуваат, да ти кажам, понарашки ги прават. Тие информација дека финансиска полиција го финишира целиот тој случај, ќе го анализираме Дај на Боже, крај на емисијата. дај Боже, нека биде. И добро, кои презентираат тие работи, тие сознанија дока има дојдено, нели ве фаќа страф? Колку ви имате? 75-76 години, обично нели не прашуваме и тоа. Да, тоа се мој години. Бидејќи станува збор за еден сериозен случај, Така. не постои страф ли кај вас да речеме дека можете до крајот на животот? Зашто поради страф? тој случај да бидете во За затвор? кој случај? Па овој што е. Не постои финансиски. случај. Па добро, Васко, не постои случај, ќе видиш затворене дека на банка, крајот ќе испадне пари, дека ќе има да се обештетат луѓе кои да се имале обештетат таму физички, правни лица и ќе имат пари за нас акционерите, ако се соберат согласно законот за стечај. Ако сака да се покријат трагите на тие пари, веќе е друг проблем. Значи, Костовски, Трифон Костовски не се плаши дека ќе заврши во затвор. Далеко од тоа, апсолутно. Трифон Костовски не е ни приближно богат како што беше пред 10 или 15 години. Побогат е. Добро, Со едно побогат, искуство. Со едно искуство. Со искуство. Која е разликата? Ако имате 2, 3 или 5 милиона и ако имате 1 милиарда марки, евра или Голема долари? разлика нема. Нема голема разлика? Нема голема разлика. Во што е разликата? Например, ако Разликата имате е во цифрите, во нулите. Иначе во основа човек или се менува или има свој карактер во кој што карактерот не го одразува материјалното неговиот статус, или пак преку материјалното имаме карактер на човек кој што преку материјалното се изразува неговиот карактер. Таков и што е во секојдневието. Јас припаѓам на оној вториот во кој што не дозволува на мојот карактер материјалното да делува. Јас сум тој што сум бил и како богат
и како денеска, еве, со изгубено богатство. Истиот сум. И помагам, и ќе помагам, и подржувам. И покрај тоа што имам замрзнати приходи. И понатака Колку Костовски тежавте во врвот на вашата мог? Знаете, кога ги читам овие Маск, па овие, не знам, Бил Гейтс и така натаму, јас дури имам впечаток дека кај нив тоа е болест. Дека потребата нели да се богати, да има 200 милиарди, 300 милиарди, 1000 милиарди, нели таму е надпреварот, кој прв ќе ја пробие таа магична граница од 1000 милиарди долари. Тоа се болни луѓе за мене. Да, тоа се Тоа се за мене болни луѓе, да ви кажам. Кога станевте вие на Сабајле, тежевте. Стив Джобс на 56 години починува. Така е. Најбогатиот човек во свет, во кој што вели, сета пара ќе ја дадем што сум ја спечелил, само да ми се проложи животот. Добро, бевте милионери. Животот е најскапата работа. Костовски, вие бевте милионер или милиардер? Милионер. Милиардер не сум. Не стигнавте до... Не. И добро, кога станевте, например, на Сабајле, и кога се погледнете во гледало, и ги видовте тие бројки колку вредите тој ден, што си кажувавте, веројатно, знаете, импонира. Никој пат ништо не сум се занесувал, да ти кажам, Васко. Едноставно, јас сум бил човек кој што испаднал од народот и буквално во многу работи ја се делев со мојот народ. Или со местата каде што сум живеел. Нема место каде што сум работел да не сум оставил белег зад мене. Работе во Полска, помага во Полска. Живее во Виена, помага во Виена. Работе во Киев, во Москва, таму помага исто така. Сакам да ти кажам, мојата филантропска димензија има таму каде што функционирам, тоа сум јас. Костовски, се чувствувате дека сте дел од народот, вие сепак бевте во Технометал Вардар. Да. До пред 30 Технометал Македонија, Технометал Вардар. До пред 30 години тоа беше држава во држава. Заедно со Макотекс, заедно со некој, нели, како ги велат... Беше изнад Макотекс, 10 класи повисоко рангирано. Ова беше нешто што беше помокно самата држава, дури помокно и од големиот Македонија тама. Најсилна трговска куќа од Република Македонија беше Технометал Вардар. Кој што негдека на ранглистата на сите југословенски во времето на СФРJ рангирани, високо рангирани како Југометал и што знам, Генекс и тие работи беше на 12-13 место. Побар. Таму не можеше човек од народот да влезе. Таму може да влезат деца. Значи обично нели се вели дека они обично велат, нели, луѓето што живееле во тој систем, дека не е возможно без поддршка на службите. Вие или некој друг да дојде на такви некои високи позиции, да можете да вртите милиони, милиарди, како представник на Технометал Македонија. Две школи се Технометал Македонија и Ватар УОС извоз, кој што после тоа се спојува. Во Ватар УОС извоз тоа владееше такво правило. Не можеш да бидеш ако не си на некој, не можеш да влезеш во фирмата. Во Технометал беше многу, да не кажам, народна фирма, во кој што има безобразно запостување на млада популација, на млади луѓе, туку што завршени од факултет, право ги собират кај нив. Морам да кажам, а тоа беше во времето на 70-те години, кога Технометал се регистрира за УОС извоз. Вие не сте од полициско семејство? Не. Зашто обично нели се вели дека татко ми е обичен службеник во војна болница. Вели нели дека мора луѓето да биле полициско или од нема ништо. Тајните служби семејства кои се форсирани и тоа се така ги нарекува децата на комунизмот, нели во. Види вака да ти кажам, Васко, јас во моментот бидејќи јас во Технометал ја носев, станавме ние како единствена УОС извоз фирма која што го организираше целата огнеотпорна индустрија од бившите јупростори, тоа се Србија, Хрватска, Босна, Македонија, кој што купувавме и продававме огнеотпорни материјали за коксари, за челичани, за обоена металургија во бившите Советски сојуз и во бившиот Варшавски пакт. Тоа беше клинингот, така наречен. И тука Технометал имаше таа снага. Мојот татко е обичен службеник, да ти кажам, кој што никој пат немал ни врска, ниту со полиција, ниту со армија, ниту имал никаква врска. Моето излегување надвор е заслуга на мојата, да не кажам, може би и мила звезда што сум имал пред моите колеги и пред моите предпоставени, меѓутоа кој се доложила на мојата работоспособност. Сакав овие работи да ги отвориме, знаете, бидејќи постојат многу фами, многу табу теми
И тие табу теми оставаат простор Васко, патот кој јас го помина во технометал е многу тежок да ви кажам. нели? Васко, само ќе кажам за млада, денеска вие имате уште деца кои што завршат факултет, станат функционери, стават министри, директори на организации. Јас имав година дена приправнички стаж. Ја 3 години чекав да бидам комерцијален референт, да бидам самостоен нови 4 години, шеф на реферат 12 години, шеф на деловница 15 години. Стаж помина надвршно трговско работење. Тоа беше мојот пат. Ја се изградив точно на таа материја што работев 15 години и тоа беше мојот капитал. Кога заминувате во странство? Веќе технометал, Ја 90-та година. технометал Вардар, нели? Да. Имаше многу фирми и во Лихтенштейн, и имаше сметки Значи во имаше Лихтенштейн, технометал Вардар, имаше во Варитал беше во Италија, технометал GmbH во Франкфурт беше, во Виена имавме фирма и во Виена, тие беа и Лондон имаше, Макс Стил. Тоа беше 4 фирми кај што имаше и Токио. И Токио, Јапан, Тоа беше Сарафов, нели, па беше Сарафов беше во времето на Технометал. Па вие бевте, нели, Не, Сарафов беше делегат, Бурак Пустерол, беше така. генерален директор на Технометал. Кога се спојивме со Вардар, тогаш Таки Мајовски стана генерален директор и Сарафов си замина надвор, отиде во Франкфурт да го води. Гуштеров беше во времето на Сарафов, кој беше генерален директор, беше делегат во Москва. Јас отидов во Полска, од кога веќе се спојува Технометал Македонија и Вардар. Јас заминав благодарејќи исклучиво на мојот тогашен помошник генерален директор Никола Палигора, кој што ме познаеше од најрана младост. Едноставно знаеше дека не сум политички. Нико Палигора. И Нико Палигора ве праќа вас во странство? Нико Палигора. Кој подосна се јавува како еден од собствениците на Канал 5 телевизија пред некаде 15. Не знам, не можам, за тој човек не можам ништо да кажам, бидејќи апсолутно тој е врвен човек. Зет му беше овој фудбалскиот терен, нели? Да. Значи тоа е Нико Палигора. А имаше приказни дека Ратка Камчева, мајката на Јордан Камчев, е начело на комисијата која одлучува кој ќе оди во странство, нели? Во скопските кулуари постојано, нели, тоа се говори. Ратка Камчева беше моја колешка во кој што јас работев во сектор неметали, таа работеше црна металургија. Ратка Камчева беше едно скарило пред мене, која бев шеф на реферат, она беше шеф на деловница. После тоа Ратка Камчева стана директор на сектор, јас заминав како делегат на надвор и толку беше. Кога се вратив како делегат, станав директор на хемија. Косовски, сите богати или најбогати македонци, ние имаме, нели, два типа во наводници на богатени и на богати македонци. Едните кои приватизираа во Македонија, и еден дел од нив си помина, условно речено, многу лесно, без никакви лузни. Никој воопшто не ги ни спомнува што имат направено. А вашата, нели, екипа од Технометал Македонија, Технометал Вардар, капиталот не го правите во Македонија, го правите во странство. Значи, дали Русија, дали Украина, дали Полска и така. Но голем дел од богатите македонци потекнат од Технометал Вардар. Во времето кога постоева Технометал Македонија увоз-извоз и Вардар увоз-извоз, испаднати се понад 2000 особи како делегати. Од тие 2000 ние останавме на една или две раце луѓе кои што понатака во бизнисот успеале да се трансформираат. 2000 кои работат надвор. Тие надвор ко делегати одат на 4 години идат. Кога речете делегати, велите кои се пратени да бидат во фирма. Добро. Значи говорам за 2000 луѓе. Од тие успеавме неколку души на една или две раце ќе ни изброиш. И тоа буквално се погоди во момент. Значи, Васко, да се разбереме, кога се распаѓаше еден цел систем, бившиот Варшавски пакт, клирингот не е ништо повеќе, туку буквално компензации, да најдеш да познаваш стоки и роби, да знаеш каде тие ќе се користат, каде ќе ги продаваш и како да го најдеш своето место во сите калкулации. Значи, вие сте 4 или 5 луѓе. Вие велите почетокот на 90-та година, 1990 година заминувате во странство, се уште СФР Југославија, се уште комунизмот. Мораше ли службите да климнат со глава? Не. Да дадат зелено светло? Не. Моравте ли да подпишувате, да праќате што се случува? Кога излегував како делегат, да, ние бевме под ингеренција. Ја излегов како делегат во 83-та година
отидов во Полска. Тогаш, да. 83. Тогаш отидов како делегат, како втор човек во Полска. Не бев прв човек. Кој беше Кецман беше? Не. Првиот човек беше Томе Божиновски. И воопште, мислам, бидејќи јас сум во основа воркохолик, односно работив човек. И со цел да не му се мешам во работите на Томе Божиновски, слушам и вели, ти ќе работиш во номенклатурата што е како регистрација на Технометал Вардар, а ја ќе го работам тоа што е номенклатурата. Дојдов, почнав од ништо, на крајот после 4 години Васко, мојот промет, кој што работев со Интекс, работев со Македонија Табак, со Тиквеш, со целата тутунска индустрија на Југославија. Јас бев најголемиот увозник на пој, тоа е вештачко влакно, кој користи текстилна индустрија, и најголем увозник на Вирџинија тутун. Благодарики на Данчо Шутурков. Сакам да кажам, тој кој умее, кај да го ставиш, ќе успее. Костовски, ова значи го правите за Технометал Вардар. Да, за Технометал Вардар. Кога вие сваќате дека сте го надраснале системот? Дека треба да почнете одново, нели? Обвинувањата се тие ги искористија врските на Технометал Вардар. Види, вака, и врз Васко, база на мислам, тоа што ги искористите. смешна е оваа перцепција. Не, апсолутно, сосема си во право. Ја имам треба да се и постават гледачите прашања да разберат нешто. Да можете да одговорите. Јас цел живот во Технометал Вардар сум ги работел не металите. Меѓутоа, имам нешто во себе, во комуникацијски однос, да стварам пријателства, да стварам доверба меѓу луѓето, да стварам, да им понудам нешто што ќе им биде корисно. Морам да кажам, кој јас се вработи во Технометал Македонија, мојот прв директор беше Душан Ристич. И ми ги напиша на еден лист хартија 9 Божји заповести кои што вазат за сполен трговинскиот работник, за надвршна трговски работник. И 9-тата заповест вели, и оној момент кога твојот партнер не е во право, он е во право бидејќи е твој партнер, а ти треба да го чуваш. Тоа за мене беше закон. Јас така се однесувам. Значи, сакам да кажам, моите бизнеси, ја не ги направив неметалите. Ги правев неметалите кога бев во Технометал Вардар. Кога ја, моите бизнеси отидов во металургија. Металургија е сосема друга бранша. Јас отидов и станав најголем добавач на железна руда за челичаните во Полска со инсталиран капацитет 18 милиони тони. И Чешка со инсталиран капацитет 12 милиони тони. Ја на годишно ниво испорачував по 3,5 до 4,5 милиони тони руда. Значи, само да направиме споредба. 12 со 18 милиони тони. Тоа се не е. Тоа е од бивша Југославија, кој што имаше некаде 4,6 инсталиран капацитет, едно 7 пати поголем. Повеќе. Значи, во споредба со Скопска железара, веројатно на 30 пати повеќе, 40 пати. Скопска железара е мало пиво. За оно што? Нема, тоа е еден погон во Челичана, на пример, во железара Катовица, со инсталиран капацитет 5 милиони тони. Знаете, вие имате Чешка, имате Полска, Да. имате Украина, Да, Русија. Да. Таму се водат војните. Вие сте работели. Денеска точно во регионот кај што јас најповеќе работев се таму војните. Таму е Запорожје, нели? Таму е Запорожје, таму е Донбас, таму е Криваја Рог. Белгород исто во рускиот дел каде Губкин се наоѓа најголемите да не кажам. Што луѓе се таму? Мислам, вие сте биле таму и сте работеле со пољаци, со чеси. Значи, меѓутоа пољаците, украинците и руси, јас сум Васко, за мене најголемо изненадување дека можеше ова да се случи војна во Украина. Изненадување. Тие луѓе воопште никој пат не покажувале анимозитет. Барем јас говорам за тие украинци кои што јас сум ги сретнувал, а тоа било претежно од оваа област од која што денеска се води војна. Бидејќи тоа е бизнес центарот на Украина и во Русија. Секој пат и договорите со Украина се пишувале и се потпишувале на руски јазик. Не украински јазик, руски јазик. Се решавало рекламации, се решавало, се разговарало. Се било на руски јазик. Мене ми е чудно од каде сега оваа војна и оваа омраза веќе изби, дотолку поише што тие народи имаат 99,9% заедничко, нешто ги дели како дали сум рус или украинец. Тоа е минорно, тоа е. Мислам, пазите. Тоа е лудост. Мариупол беа 46% украинци, 44% руси. Харков
Запорожје. Тоа е во тоа е од понов Од датум. понов, значи, Од гледај, понов датум. значи, тамо- Во раните 90-ти години. Тамо живеат руси, значи тамо живееле руси, например. Види, вака не сакам да видам... Аринат Ахметов, например, да не ги прави бидам бизнис раздран со погрешно. Русија. За мене ми се многу драги украинците русите. Не можам да сватам оваа војна која што денеска се води и тоа со длабоки корени на една никој пат не сум можел да осетам на една омраза. Зошто тоа се случува, верувај ми, не знам. Драматично омраза е тоа, се знаете. А мене ми е разбирливо. Ама никој пат во историјата немале они меѓу себе такви војни од таков Мене ми е разбирливо маштаб. пољаците и русите да не се сакаат. Не се сакале никогаш. Мислам дека Никој пат. За пољак не постои добар или постои само лош русин. За пољакот не постои добар или лош, само лош германец постои. Дефинитивно. Ја додека бев како делегат во Полска, мислам тоа беше во генезата на секој пољак. Добар рус, добар германец е 2 метра под земја. Бидејќи објективно, тие историски настрадале и од едни и од други. Пољаците се чувствуваат како империја, нели? Како империјална сила. Тие се империја. скоро 40 милиони се, тие го спасуваат католичкиот свет кога османлиите доаѓаат до Виена, нели? Мислам, ние македонците Тоа слабо е ја Јан знаеме Собиески кој што слабо ја знаеме точно историјата, но- така, јас знам историјата, многу добро ја знам, бидејќи јас мене Полска и искуството во минато во Полска многу ми значи во поглед моето креирање и мојот, да не кажам, родолюбив однос кон мојата Македонија, што значи да се сака сопствената земја. Полска тоа ме научи. Која е историјата, Васко? Историјата таа полска од времето на Јан Собиески, кога го сопира напредувањето на отоманците под Виена. После 60 години, таа Полска е расширечена меѓу Прусија, Австро-Унгарија и Русија. И не постои 250 години. Таа Полска обстојува само преку католичката црква. Тука се зборува, се пие, се јаде, се размислува на полски. Значи, затоа на пољаците не смете да им ја чепнете црквата. Види Затоа вака, Иван Павле II, затоа види вака, и рушењето сакам да на кажам, комунизмот, тоа е една од ретките точно земји таму. каде што црквата одиграла висока со длабока национална свест за задржување на поличизна, они како што ме да кажам. Костовски, Поличизна. вие сте 83 година отидени во Полска, нели? Тамо е Иван Павле II, тамо е Лех Валенса, тамо се бродоградилишта, Гданск, Динја, нели ние ги слушаме. Тамо е Коперник, тамо е Шопен, тамо има, видете вака, Вие сте Полска е... во Хута, Хатовице, нели работите и така натаму, значи тоа се сериозни системи. Се чувствуваше ли тогаш дека пољаците имат капацитет да го срушат комунизмот? Пољаците во мојата перцепција дека никој пат не беа склони да го прифатат системот што беше наметнат Не го Советски сака. Сојуз. Не го сака отворено. Често пати ми се случува, бидејќи објективно не бев ко делегат во Варшава, Старомешче, тој е центарот, еден прекрасен дел во Варшава. Ќе видите само некој човек кој што онака ќе се изнавика на среде плоштад против русите, против Советскиот Сојуз, ќе се начука пола литра водка, право од црква ќе бара опрошка од црквата и ќе се заведе. Милат Костовски, дека предноста на македонците во рамки на тогашна СФР Југославија, меѓутоа еве на македонците, Технометал Вардар, е тоа што вие сте комуницирале со сите. Ако пољаците и русите не можеле да се договорат, вие сте ги правиле тие договори. Така. Сте носеле и руди, сте носеле и све што треба за Така е. Хута Катовице. И во еден Мене време, Југославија ми го даде тој занат, да знам што е компензација. ајде да објасниме за македонците. Хута Катовице, значи на железарата во Катовице, таа беше една од неколкуте најголеми Таа е најголемата челичана во Полска. во Полска. Таа има инсталиран капацитет 5 милиони тони на влесени производи, тоа се шини, репрасто железо, на X работи, и има инсталиран капацитет на 20 милиони тони производство на кокс. И вас вие нудат да ја купите. Мене ме нуда да. И вие не ја купувате. Не ја купувам. И вие каде ќе се вратите во Македонија, ќе инвестираме во Македонија. Биде, ќе може би правите не сум имал доволно интерес, бидејќи точно ми беше понудена железарата да презем. Колку тоа денес вреди, например? Таа железара денеска вреди сигурно 15 милиарди евро минимум. 15 милиарди евра. 15 милиарди минимум.
Тогаш мене ми беше помнедено да земам за долговите кои што Ги има има према према нас. железарата кон мене. Меѓутоа едноставно чувствував дека не сум спремен, Васко. Јас сум сепак економист, мене ми требаат металурзи кои што ќе водат железарата. А објективно се уште во тој момент не може да почувствувам дека имам тим на кој што можам да составам за преземање на таков сериозен чекор. Мада сега кога гледам, размислувам, ја објективно ако доколку ја донесев одлуката да влезам во тогаш железара Катовице, апсолутно ќе се осврнев кон актуелниот кадар кој што имаат неприкосновени, квалитетни и образовни институции, металуршки факултети и прекрасен кадар имаат. Војаците имаат навистина прекрасни кадри. 15 милиарди. Да. 15 милиарди долари. Косовски, А знаете за колку пари се купи? за колку? За 170 милиони. За 170 милиони. Да. И тоа чек, не кеш. Тоа се големи историски. Јас кога разговарав која би било цената, тоа се големи отприлика ми се историски. спомнаа сума отприлика милиарди и пол до 2 милиарди, објективно не бе спремен за таква сума. Меѓутоа, на момент кога ми го понудија дел од самата железара Катовице за долговите, видов дека цената веќе малце пренапумпана. И на момент кога одби, после тоа разбрав дека Митал тоа го направил точно за 172 или 3 милиони. Митал што влезе подоста, нели, Да, во делови да. на Скопска железара. Да, Индиецот, Митал. Лакшми Митал, значи индиец. Лакшми Митал, да. И Косовски, после тоа Арцелор влезе. со Запорожје работевте, сте работеле? Не со Запорожје, ја работе со Криворог, точно од местото каде што редовно актуелниот Зеленски. председател Зеленски. Криворог беше најголемиот индустријски центар за производство, кај што се дава железна руда, дали аглоруда, дали концентрати, дали пелети. Едноставно се што е врзано со железо, они го имаат тука. Околу 600-650 илјади жители, значи тој е сепак град на ниво на Скопје. Тоа е да ви кажам да, ко жители да, бидејќи тој град се движи како што деле жиците на металот. Тој има должина 180 км град. 180 километри. 180 км. Како што се жиците, така се движи градот. Тоа е една да ви кажам, тоа е се гледа дека во времењата кога јас работев, Васко, се уште се чувствуваше оној мирисот на советските системи кои што функционираат со огромни згради, управни згради. И ден денес е Трифон така. Па и ден денес претпоставам дека така, кога ќе влезеш во канцеларијата кај генералниот директор, прво имаш едно биро кое што е едно 50 метри таму Да се чувствуваш во собата. минор. Дур да стигнеш до него мораш да размислиш што ќе кажеш, како ќе кажеш, а вообичаено они ќе земат нешто, пишуваат кубеги со цел да ти дадат време да размислиш, ако имаш намера и да нападнеш или да се одбраниш, што ќе кажеш и како ќе кажеш. Имате еден систем кој што функционираше и тогаш и мислам дека денес. Обично велат нели дека житото сте работели ли со жито од Украина на пример? Не сте работели. Не. Со струја сте работеле? Не. Голем дел од со газ. Со газ сте работеле? Газ работел. Голем дел од вашите, да речеме, ајде не ги спомнувам имиња колеги, пошто не се Добро, присутни да. на маса, вела дека најголемите пари се правеле од струја. Во Полска ли, во Украина или во Русија, град од 60.000 жители, го оставате еден ден без струја, ја продавате струјата во Австрија, 10 милиони, 15 милиони долари има заработка. Васко, не сум го работил тој бизнес, не можам да кажам колку е профитабилен, али верувам дека тие што се мајстори во таа материја, ја познаваат добро таа материја, знаат од каде може да го купат, кај може да го продадат, како се движат цените во поглед во текот на годината, па не во текот и на месеците, па и деновите, и знаат умешно да го водат тој бизнес. Мора да има тука исклучиво високо знаење на таа област во која што се заработуваат пари. Ја мислам дека секој бизнес има пари да се заработат. Само треба да го најдеш најдобриот начин како тоа ќе го направиш. Сте користели пристаништето Мариупол за транспорт на производи на стоки на Па железарија? нема, Мариупол беше најпознатото, мислам, пристанище за производство, за утовар и истовар на Кај што бе војнивовија се таму? војниве кај што се Мариупол беше фактички цела Македонија се снабдуваше со Од Мариупол. кредици бетонско железо од Мариупол. Тоа беше се Оно Азовстал местото, или Азовстал, кај што беше последното место, нели, кај што Да. се предаде овие Азов баталионот. вака, Васко, тоа е страотен греф што е направен сега во Украина. Тоа е разорено више, мислам, тоа е. Видите, вака,
Украина земја во која што буквално таа индустрија што беше многу силна уште од времето на Советски сојуз и сега исто така стана еден главен снабдуваш посебно за земјиве кои што гравитираат према Црно море, тука се целиот овој Блиски исток, тука е Северна Африка, тука сме ние европејците. Мислам, беше Украина и Мариупол, беше тоа. Денеска не знам како сето тоа ќе се надомести. И објективно сега се очекуваат тектонски пореместувања во поглед и производството на челик, неговиот пласман, неговото движење цени, бидејќи објективно светот веќе тргнал на ниво на раст на цени, на инфлација со едно толку силно темпо што не знаеме каде ќе завршиме. Суски, ние првото интервју го правиме дали 94-та, дали 95-та година во Пулс. Да. И подоцна Ваеден телевизија. Така. И вие доаѓате, нели, со една голема кола, Ваеден телевизија, синот ваш ве вози, кој беше кај Кванташки пазар Ваеден телевизија и тогаш почна македонската јавност повеќе да се информира. Се уште не сте влезени во Кометал, размислувате во Кометал Ѓорче Петров да влезете, меѓутоа се враќате на голема врата, сте енигма. Претходно, нели, станува познат Гуштеров, се вклучува во политиката, меѓутоа вие сте енигма. Доаѓа човек кој е побогат, кој е помоќен од Гуштеров. Тоа е некаде првата половина на 90-тите години. Неколку години после распадот на поранешна СФР Југославија. Паско, тие се времења кои што се минато. Јас не сум македонец, да се разбераме. Ја проти сите мои македонени често пати сум поставил прашање. Тога живеевте во Виена, нели? Тоа беше центарот, седиштето таму беше центарот, бидејќи објективно такви беа и сите мрежи и авионски, и за движење, и за подпишување, Виена беше центарот каде што работам. Денеска се веќе подруги, евентуално можам тако да водам и од Скопје. Можам да го ведам од кај што сакам. Центарот на студената војна, на шпионажата, значи сите филми со Джеймс Бонд, нели? Виена има во себе, или ќе заминат во Виена, нели? Таму беше Виена центарот. Истокот и западот се. Знаеш што? Виена успеа да го одржи оној неутралност, што е многу битна. И сега, нели? И денеска, исто така. Еве, Шведска, Финска, например, сака да влезат во НАТО, Виена се уште, нели, има... Виена знае што значи војна. Односно Австрија. Знае што значи... Еве, вие денес како ќе влезете во Виена, дословно кажа, ако патувате од Будимпешта да влезат, вие ќе најдете згради кај што се уште не ги тргат од тие рафали кои што се стрелани по зградите, да се види дека овдека имало војна. На колку? На 4, на 5 зони беше поделена, на 3-4 зони беше поделена до 1955 година. До 55-56 година тогаш и се дадо, беше поделена на 4 зони, да, 4 зони беше, сојузнички зони беше поделена. И објективно чувството на австријанците не е толку негативно кон Советскиот сојуз како што денеска го кажуваат, условно кажано, останатите држави, например, прибалтичките земји, па и овдека, да не кажам, новите членки на Европската унија, демек толку се грозат од тоа советско време, кога релативно имале Австријскиот канцелар беше прв кој беше во посета на Москва и на Русија по почнување на војната. Тоа говори за една култура, Васко. И денеска на централно место во Виена се наоѓа советскиот солдат. Иако Советски сојуз денеска не постои. Ама они велат, тоа е нашата историја. Тој советски солдат бил тука, освоил и оставил траги. Не ништел. Сочувал. Ете, Костовски, ви кажавте на реченица пред 20 минути, дека Австро-Унгарија, денешна Австрија, нели? Прусија, денешна Германија, и Русија поделуваат Полска 60 години, од кога пољаците ги спасуваат Европа од налетот на Сулеман Величествениот, што се вели. Така е. Значи дека таа близина, тоа пријателство на германците, дали во Австрија, дали во Германија и Русија, е традиционално, нели? Повеќе би рекол дека тоа е традиционално од страна на австриците према русите. Дали дека тоа се две семејства кои што секој пат имале кралеви, цареви и династиски настроени и таа врска е многу посилна меѓу Австрија и да не кажам руската. Се срамат австриците бидејќи Хитлер потекнува од кај нив? Не, го нема тоа, го нема. Не, они го нема тоа чувство, за срам нема. Они сметат, види вака,
Во историјата ти секакви личности може да се изродат и кај нас. Има и многу негативни личности меѓу моите македонци кои што се ми немам што да се срамам. Има добри и лоши луѓе, а нема добри и лоши австрийци или македонци или што Хитлер успел да зама една голема нација како германската нација, па и ден денеска се уште тој нацизам се уште живе во главите на многу млади популации и германци и останати народи кои што денеска во светот се покажа дека популизмот не бира мали и големи нации. Ако популизмот може да зафати една од двете, трите, четирите најголеми нации во светот, германската, нели? Тоа значи дека тоа е работа со која нема играње или нема играчка. Тоа мора да биде многу внимателен и секој народ и секоја држава и секој граѓанин. Многу времења минуваме, да ти кажам. Посебно сега, затоа тоа го потенцирам како прашање. Васко, види вака. Видите се радикализира 2 години корона, па војна, па цени, па инфлација ќе доаѓа сега. Значи нас едно 3 или 4 години од овој наш живот ни поминат низ еден многу турбулентен период. Многу. И брзо лета времето. И брзо лета времето, знаете. И едно што е многу битно, од ден на ден се чувствуваме посиромашни. Без идејност владае веќе во регионот. Ние изгубивме младата популација која што е во основа најсилниот капитал на секоја држава. Млад човек, едуциран, дали занает, дали факултет, репродуктивен, ствара семејство, ствара трошкови по кои што треба да образува деца, семејство, татко, мајка. И ти него го пушташ надвор да се оди. Тоа дете, па да испадне со 18 или 22 години, заврши факултет или занает, тебе те чини, нас, Македонија, не чини минимум пола милион евра. Така Костовски, ко читам дека се 5 милиони или 7 милиони украинци заминати, и ко читам дека се некаде 3 милиони руси... Јас не би сакал да бидам во кожата на Зеленски. Така е. Јас да бидам председател. Да, се ништи мојата држава. Инфраструктурата да се уништи, индустријата да се уништи, населението да ме бега. Ја ќе барам мир по секоја цена. Бегат и русите, знаете, гледате 3 милиони луѓе се или во Анталија или во Дубај, во Абу Даби, кога гледате што се случува со некретнините во Дубај, вие сваќате дека тоа е една експлозија. Тоа се луѓе во кои Украина и Русија инвестирале. Така е. Инвестирале во образование, кои треба да вратат сега со своите капацитети, со бизниси. Тие се земји кои што имаат нации, кои што имаат и популации, ќе вратат. Ама ние сме овдека малце посиромашни, да кажам. Веќе денеска, каско во Македонија се чувствува недостаток од секаков кадар. Ти немаш мајстор, немаш водоводчија, немаш сестра, медицинска сестра, немаш келнери, немаш се недостасува, Васко. Не е веќе во прашање платата. Во прашање го немаш ти тоа да ти се испорача. Со тоа самите си ги сечеме гранките на кои што живееме. Се согласувам. Господин Костовски, ни следат 2 теми. Едната е комител Ѓорче Петров, раковмет, успех и така натаму, и второто се масони, вие сте дел на масонската ложа. Прво станувате масон, па влагате во комител Ѓорче Петров или влагате во Ѓорче Петров, па станувате масон, да знам кој е прашање. Да, прво масон. Ајде, тоа шпоро за масоните ќе направиме. Група од 20 на луѓе. Од Македонија. 23. Не ги менувам, немам право да ги менувам, ама 23. Вие признавате дека сте, нели? Да. Вие Живко Груевски исто призна на интервју кај мене. Баш ме мило. Одете, значи, во Белград. Првите, како ги кажете, сеанси обредили? Влегуваме во големата ложа, тогаш се уште Југославија, која што беше функционална. Меѓутоа не идуваме во време кога се почна да се распаѓа. Тогаш Милошевиќ се оснива, освен на германците, големата ложа на Хрватска, се оснива на Словенија. Србите почна заедно со нас да бараме заеднички излез. Отидовме кај англезите, ни дадоа можност да таму влеземе. Шокирани беа србите. Например, имав неколку интервјуа со Ненезич, покојни е, пред 1,5 година, нели, почина. Да, големиот мајстор. Можеме да кажеме хотелот на Мите Глам, нели, таму беше сместен. Не велам дека Мите Глам е масон, не знам дали е жив, дали се уште Мите Глам. Да. Мите Глам, не знам, да. Таму го снимавме, нели, интервјуто со господинот Ненезич. Прво што сум го снимал, Мите Глам беше брат на Поповска. Да. Што беше вице-премиер во владата на Златка Поповска, сопругата на Киро Поповски, што беше потпредседател на социјалистичка партија. Така што Ненезич беше шокиран како
македонската масонска ложа добила светло од британската масонска ложа. Во Белград и во Србија тоа се уште до ден денес не може да се го објаснат, а бога ми мислам дека не можат ни да се го простат. Се извинувам. Тогаш е Милорад Павич, Да. голем мајстор на југословенската после езич, па тама мислам дека Лазар Ристовски, познатиот глумец, е голем оратор кој ви одите на обредите на сеансите, нели? Тоа можеме да кажеме за тие се Јас го памтам до времето на Ненезеш и до тогаш бев информиран во врска со големата ложа на Југославија. После тоа, ако се распаднавме, кога се разлетавме сите по своји правци, ние успеавме таа шанса што беше дадена од страна на големата ложа на Англија да искористиме објективно. Бевме многу кооперативни со нашите браќа од големата Вие ложа. финансирате таа масонска ложа? Заедничко финансиравме. Јас имам големо влијание, да. Била дека сите тие работи што треба да ги учите халкидики или на некој заедничко летување Турција, Не, Грција, тоа беа, виде, сте се баниле таму во плажите, говореле на некој старо комуникацијата беше стари на јазик. релација Скопје-Лондон. Моравме често да патуваме ние 20 таму, Во бидејќи Лондон, објективно така? во Лондон, бидејќи има процедури кои што мора да се испочитуваат меѓу Можеме нас. ли да спомнеме некој име или ви не смеете? Не. Можеме ли да кажам? Баско, тоа е твое право, јас не би... Нико Поленак, Ацо Дуковски, Бранко Тозија, Живко Груевски, Антони Пешев, Трифун Костовски, мислам, Ѓорго Ќука предпоставувам, Фрама, туристичката агенција. Мислам, тоа е една структура на луѓе, ве се друживте, голем дел од нив и беа на Баско, функции во ваше Баско, од мене време. име кога нема сте да тунача. слушнеш, бидејќи принципиелен сум, го почитувам словото на статута што е во масонеријата. Јовицо Гриновски. Не го почитувам словото, од мене нема да слушаш име, кој имел право, лично право на секој масон да обзнани. Што е улогата на масонеријата, Васко? Владеат ли со светот? Бидејќи нели кога ги слушате Види, по бака, социјалните јас сега мрежи, ќе кажам кога две ги работи слушате во по врска социјалните мрежи, за јавноста да знае Сигурно, повеќе кога за вие стану- масонеријата. Кога вие станувате масон? Која година? 92. 92. Да. Прв голем мајстор бе Шукаров, така? Братот на директорот на агенцијата за Баско, од приватизација. мене такви информации нема да добиеш. Зет на Никола Минчев за Керка, големиот комунистички лидер од Кавадарци во негово време. Васко, од мене такви информации нема да Добро, добиеш, чисто само да ќе прашам. дадам, ќе кажам дека тие браќа, тие 23 беа на вистина 1 до 1 и сите за 1. Се државте. Се државме до таска. Комплетно. Покажавме она што србите не успева да го покажат во големата ложа на Англија. И тоа е еден восхит, да ти кажам. 2005 е кулминацијата 2005 година ние го носиме светлото од Лондон. од Лондон. Енглези ни го носат Кој доаѓа? прв пут. Кој доаѓа? Војводата Кралското семејство. семејство. Да, Војводата од Кент. Кент. Во вашиот Ролс Ройс се вози? Не знам. Па јас мислам го снимав таму во Александар Па Палас. добро, Васко, сега и да се чисто вози, прашам, сега да. слушај. Види вака, јас едноставно сакав, бидејќи ние бевме признати официјално. Енглеската голема ложа. Тоа е прва ложа која што отвара на европски континент. Не говорам за колониите како Кипар. Последните 100-150 години прво светло кое дава. Прво светло во овде Македонија. донесено. И под уставно име на Република Македонија. Велика Британија не признала под уставно име, големата ложа на Англија не призна под уставно име. Рекоа да ве прашам, бидејќи сте масон, од каде доаѓаат директивите денес во Република Македонија? Каде е коминтерната? Каде е коминтерната? Види вака, Васко. Во Москва е коминтерната, Васко. во Лондон заеднички Васко, пријатели, за жал, праша го за Трифун жал. Костовски, За каде жал, во сега ќе моментот кажам. е коминтерната во Москва, во Вашингтон или во Лондон? Лондон е денеска средиштето. Лондон, Вашингтон. Тамо. Види вака, сега јас сам да дообјаснам. Масонеријата почива на одредени ритуали, зборови и зафати. Тоа е нешто што е дел од тие настани. Меѓутоа, најбитната порака во масонеријата е како се однесуваме во животот и кон нашата околина надвор од масонеријата. Костовски. Тоа е основната порака која што јас ја читам
како треба масонеријата да биде. Носите некој знак, да речеме ке вас сега масонски, тука што би можело да го познае некој. Душата му е масонска. Добро, то не може го. Човеколюбец сум. То не може. Не можам ја да не му види вака во основа. Измислиле веќе са некој уред кој може да гледа. Васко, во основа масон се станува не по сопствена желба, по избор. Костовски, која луѓето говорат за Евростандард, на крај на емисијата, значи овде сме на половина на емисијата, говорат за Евростандард банка и никој не гледа дека има еден триаголник помеѓу евро и стандард. Да. Тоа е масонски знак. Да. На вашата црква што ја градевте, нели? Богородица во центарот на Скопје, кај што Никола Груевски изгради едно 20 објекти за да може само да ја стави во втор план и тамо можат по прозорите, по кубињата, по фасадата и така натаму свет масонски знаци. И тоа не е карактеристика само за вас. Во мноштво цркви кои се пред 2-3 века градени во Велес и така натаму, се гледат тие масонски знаци во Република. Масонските знаци не значи дека триаголникот е масонеријата е постара од триаголникот или од шестарот. Ето така сте го ставиле. Не, ама види вака. Зошто би ставиле помеѓу евро и стандард? Масонеријата во основа значи градителство. Градење на општество, современо општество, современи погледи. И меѓусебна толеранција, како верска, национална, и помош еден на друг со чести последици и чести намери. Тоа е масонеријата. Кратко ти опишав што е. Како се практикува кај нас? Тоа е веќе тука. Костовски, сигурно, мора тука да ја прашам. Еден од најбогатите македонци, не во Македонија, тука во светот е Џон Битов. Да. Беше на почетокот на 90-те години и председател прв човек на Светскиот македонски конгрес. Да. Со потекло од Егејска Македонија, во Торонто, во Канада, прави големо богатство. Вие го очекувате како масонерија него некаде 90-те години, во хотелот Гран се сместува постојано, мислам дека братот покојни на Чокревски е офицер за врска. 32-33 степен масон беше Џон Битов, многу високо во хиерархијата на масонеријата светска. Да појасно некои работи. Што значи тоа, например? Во Америка, таму е повеќе присутна шкоската голема ложа. И големата ложа на шкоска и нивната масонерија, која што има различити степени. Во енглеската масонерија, ние не стигнуваме до тој степен. Нема шанса така. Не. Не е така поставен системот. Меѓутоа, сега да ти кажам, бидејќи говориме за америчката масонерија. Масонеријата денеска, ја ќе кажам дека тоа е еден вид нова религија, која влада денеска со светот. Не религија како религија да имаш ти Бог, да има светци. Религија во која што начинот на кој што се избираат братствата, начинот на кој што се промовираат тие во општеството, без социјални потреси, да го води светот кон една помиру, убава иднина. Јас така го разбирам тоа. И затоа се борам и натака. И во братството тука во Македонија, и во братството во Енглеска, бидејќи ја не престана да видам член на големата ложа на Англија, и понатаму сум член. Имам Во Англија. Да, во Англија. Имам браќа таму, кои што буквално и они се запознати со сите овие. Костовски, како функционира тоа кралско семејство, видите? Војводата од Кент беше во Македонија 2005 година. Мислам дека уште еднаш има подоцна дојдено, меѓутоа еве еднаш има дојдено. Официјално што се вели надавање на светло, тоа е септември-октомври 2005 година. Како функционира тие луѓе? Мислам, тие се тешки по стотици милиарди долари. Како функционират? Васко, колку се тешки не знам, али знам Мислам, дека можеме да функционираат предпоставиме. на систем вредносен. Енглес нема да ти дојде тука ако не почувствува дека навистина има каде да го даде, да допре неговата подршка. И зашто? Тоа, Зашто? брат. Зашто во Александар Палас го прави? Ти Штеренаков беше масон? Па, не, Штерио, нема да зборувам, Штерио не бил и не, а Александар Палас беше објективно во тие времења најквалитетниот Имавте варијанта да правите во Белви. Не го направите во Белви, Па да не може направите. Белви се. Белви и Во Александар Александар Палас не може да ги споредиш. Во поглед приодот се предоаѓаат гости, високи гости, ценети гости. Не можам во Белви да го носам во околината на Скопје. Сепак Александар Палас имаше барем во тие време една своја тежина. Денеска веќе го имаме Мериот, го имаме Хилтон, подруга работата, меѓутоа во тие времења апсолутно. Костовски, колку чинеше целата таа
процедура на давање светло, доаѓање на тие гости, вип третмани, авиони, камиони. Васко, Пошто тука слетува приватни денеска не знам колку сум платил за дорушек и ручек, а камо ли да знам колку сум платил за тие. Имате некоја бројка, некоја сметка, чисто како Никој пат не сум некој сувенир, како некој сеќавање и така. Никој пат не сум бил роб на цифрите да бидам нивни заложник. Што им, кога сум имал, секој пат сум давал. И денеска, ако случајно ме начека некој човек, кој што е проси на семафор, ако има во джепот на да. Добро, Костовски. Не размислувам колку ќе ми останат. Не размислувам. Како одлучувате да влезете во ракомет во Кометал Ѓорче Петров? Знаете, како фетиш да е на богатите македонци да инвестираат во ракомет. Еве сега председател на Ракометна федерација е Живко Мукетов. Михајло Ватростална беше во ракометот во Вардар. Минчо Јорданов беше во ракометот. Кочон Ѓушев беше во ракомет. Силјан Ницевски беше во ракомет. Значи, Па веројатно сум имал лесна нога, да ти кажам. Вие почнавте... Јас почнав заедно со Вања Како некој Бојков. ривалитет со Вања Бојков, школски другари. Школски другари сме од гимназија и случајно се запознавме, он заразен со ракометот, мене успе да ме зарази на првата средба со Хипо во Виена и едноставно сметав дека тој се уште е спорт во кој што не бара толку големи инвестиции пари за да се стигне до некој титула и сметам дека ние направивме прекрасен чин во кој што прво се таблиравме во ЕКФ и во ИХФ, во Светската и Европската ракометна федерација како институција. Федерација на Тоа беше Хипо држава во држава. Хипо беше држава во држава во кој што така ли се викаше газда? Проко беше собственикот и едноставно тука беа Хипо беше силен залогај во кој што ние не можеме да го поминеме. Едноставно свативме дека покрај тоа што девојките треба да ги спорачат на терен, мораме да имаме комуникации со целата институција. Логистика што се вели надвор од теренот. Па мора да имаме комуникација. Колку е буџетот, да речеме, на еден таков ракометен клуб годишно? Денеска тој буџет не би требало да биде испод 5-6 милиона евра доколку се претендира за Шампионска титула. Шампионска титула. Во ваше во време? време тоа беше отприлика марки. 4 до 5 милиони марки беше. Секоја година. Имаше после многу афери, знаете. Дури малку е дегутантно да прашам, и тоа морам да прашам, бидејќи нели отвараме некои прашања, силовани ракометарки и така натаму, бремени, се распаѓа тимот и така натаму. Има медиумите пишуваат, условно речено во Македонија, се покојни се колегите, не е убаво да ги спомнам нивните имиња. Имаше нешто или тоа беше почетокот на процесот на денунцирање на Трифон Костовски, нарушење на Трифон Костовски. 2001-2002 година вие станувате шампион на Европа. Види вака. Кога станува Кометал Ѓорче Петров? 2001 или 2002? 2002. Значи тоа е една година после војната. После војната кој почна. Кој дојде како мелемна рана, што се вели. Види вака, сакам да кажам дека јас за моите постапки во животот секој пат ќе одговарам. И спремен сум да одговарам и со отворени очи ги сакам да ги слушам обвинувањата. За марморање меѓу популацијата и еви денеска има луѓе кои што цело време ме навредуваат како северчан, како што знам, еве сум ја оплечкал порцеланка, сум оплечкал ова тоа. Што има таму? Едноставно немам намера да се оптеретувам со нив бидејќи тие нешто слушнале, не дослушнале или одработуваат некоја агенда. Не ги осудам тие луѓе, туку ги жалам што се зема за право да судат нешто, а не го познаваат. Тоа е мојот став. Добро, Костовски, еден трансфер на врвен ракометар или врвна ракометарка. Колку чини? Ние читаме колку добива Роналдо, колку добива Меси, па сега еве се плаќаат 80-90 милиони. Па види вака, во тие време кога ние бевме во Кометал немаше такви трансфери во кои што требаше да платиме. Ние имавме добри односи со советските клубови од Руската федерација и Украина, каде што ние цело време кооптиравме ракометарки и од Србија и од Црна Гора. Собравме се квалитетно што е. Имате она бразилка на што беше одличен. Имаше и бразилка, Аморин, имаше и турчинка, имавте на Има Озел беше турчинка. Така сакам да лига. кажам, значи купувавме играчи таму кај што ќе ни требат, меѓутоа не само како добри ракометарки. Мора да бидат и тие луѓе. Васко, од шампионскиот тим на Ѓорче Петров
Денеска 80% ракометарките се тука во Скопје. Живеат во Скопје. Живеат во Скопје. Најдете ми вие еден светски шампион кој што бил, во кој што во било кој спорт, сакаш фудбал, одбојка, кошарка, ракомет, му задржале во истиот град да му живеат сите шампиони кои биле во таките. Ние успеавме тоа да го направиме. Да имало вакви работи, силување, што знам. Не, чисто прашање. Со малолетници. Да. Не би сме ги задржале. Видете вака, ние им дадовме државјанство. Ако не се одговори на тоа ќе продолжи да трае. Бидејќи овој народ најтешко нешто што простува е успехот. После оние борачи нели на Ванчо Чекливанец, ова беше најголем успех. Четвртфинале во Куп на Радевој Корач на МЗТ Скопје со Марк Дин и потоа беше 2002 ракометот кој доаѓа една година после војната. После војната ерупција беше. Ерупција, значи. Ерупција од задоволство дека не бива. Можеме да бидеме ние шампиони. И ние сме дел од Европа. Тоа е прекрасно чувство. Тоа е врвот на вашата популарност. Тогаш го достигнувате пикот. Значи нема популарен политичар односно јавна личност во република. Тоа се уште не сте политичар, меѓутоа тоа веќе ви го трасира патот во политика. 2002 година вие сте носител и во бизнисот. И во бизнисот. И тоа беа две грешки. Кои две грешки? Политика и бизнис? Бизнисот. Политиката криво ме што повеќе не се заангажирав. Мислам дека се уште имам повеќе капацитет да вратам на оваа држава, да ја понудам нешто што е подобро. А за бизнисот, со вакво окружување никој пат не би посоветувал никој да дојде во Македонија. Објективно, Васко, јас сум дете од скопските улици. Многу сте разочаран, знаете. Дури ми е малце непријатно ака колку ве слушам. Не, Васко, види вака. Од судбината не може да се избега. Сега ќе ти кажам што е. Од што сте разочарани? Од вашите одлуки, од вашите грешки, од проценки кои сте ги направиле? Васко, јас работев во Австрија, во Швајцарија, во Полска, во Русија, Украина. Системот таму мене ме бранеше. Дека системот Вие бевте у центарот на Виена. Значи, вие живеевте у центарот на Виена. Па системот ме брани. Не ми дозволува да правам аномалии. Вие колку бевте? Некои 500-600 метри од салата кај што се правеше Виенскиот, или кај што се уште се прави Виенскиот концерт? Добро, ја бев во центарот на Виена, во 7 песет на најпрестижното место на Марија Херцог. И да што се вратите да едете полните пиперки, да едете пиперки подлежени во Македонија? Пак ќе ги јадам. Пак ќе ги јадам и многу ми се вкусни да ти кажам. Што ве натера да дојдете? Па ме натера децата пред се, Коста и Олга беа они одлучни дека ќе останат, сакат да останат во Македонија. И нормално веќе некои работи кога не ги искористи во правите моменти, да преземам со Катовице, тогаш дефинитивно кога веќе влезе Митал, почна да ги кастри, набавките дидат преку мене, преку други. Едноставно сметавме дека е времето на крај. Ми беа понудени неколку алтернативи во тоа време да влезам во Полска со тргување на јаглен. Полска увезува 13 милиони тони јаглен. Полска. А извезува 40 милиони. Значи, увезува 13 милиони, извезува 40. Бизнес. Тамо Шлезија, нели, и така натаму. Бизнес. Тоа е бизнес. Квалитетниот јаглен, кој што има Полска, го продава во Европска унија по 4-5 пати повисока цена, а го купува од Руската Федерација по пониска цена за нивните термоелектрани, бидејќи полската електроиндустрија исклучиво почива на јаглен. По квалитет многу поблизок не до полскиот, туку до рускиот. До рускиот. Да. За разлика од овој наш јаглен што е во рек Битола. Не, ние имаме лигнит тука. Тоа е лигнит. Тоа е полоше само земјата, да ви кажам. Нешто мислам подобар јаглен од полскиот од овој што е на Косово, бидејќи нели околу косовскиот јаглен богатство. Полска располага со јаглен, камен јаглен, имаш ти јаглен за коксирање, имаш кокс, имаш најголем производител на коксија. Не може цела металургија во светот да се замисли без кокс, без учество на кокс. Они го имаат тоа во изобилие. Јаглен за коксирање најквалитетен има. Костовски, кој ви ги прави контактите со Бранко Црвенковски? 2002 година,
се гледа дека СДСМ ќе победи. Дека таква е атмосферата, дека е рамковен договор, претходна победа на локалните избори убедливо Скопје, Ристо Пенов нели станал градоначалник на Скопје во втор мандат. Првиот мандат со мора да помене, вториот мандат со СДСМ. Како се вели врапчињата на гранките, знае дека СДСМ ќе победи. Кога ги имате првите контакти со Бранко Цренковски и кога станувате, како се договарате да станете носител во втора изборна единица, идниот премиер Владо Бучковски е на второ место во втора изборна единица, Значи, што вие сте носител. мене контактите со Бранко Црвенковски ми беа уште од 96-97 година преку Кометал, условно кажам. Вања Бојко беше член на СДСМ. Така. Имаше комуникација со Тито Петковски, пратеник беше со Бранко Црвенковски, така да имавме секој пат комуникација. Меѓутоа, кога дојде веќе 2002 година, па не беше баш толку сигурно дека ќе победи СДСМ, едноставно Бранко сакаше да има додврак. И објективно настојуваше по секоја цена да ме привлече, да влезам во трката за парламентарните избори. И во крајен момент, мислам, капак беше буквално обструкциите кои што ги добивав од страна на владата на Липчо Георгиевски или поточно Груевски, кога во Порцеланка влегов со најдобри намери, условно кажано, за Порцеланка да живее, и кога на известен начин бе изманипулиран, изгора на сето тоа не само што изгубив пари, туку ја пренесува целата мака и на сите вработени од Порцеланка, дека јас сум виновникот, дека јас сум ги ограбил. Мислам, имаше многу, значи морам да кажам, тоа беше еден инат да ми кажам доста. Иначе да биде јасно, ја и ВМРО го имам финансирано. И ВМРО го имам финансирано. Добро. 98 година. Кој победи Лјупчо Георгиевски? Лјупчо, да. И добро, кој ги финансирате, колку им давате, например? Колку мислиш, Васко? Па не знам, 100.000 евра, например. Немало евра тогаш. Марки, 100.000 марки. Нема да зборам за цифри, меѓутоа Поголема ли? нема партија во Македонија, Сигурно. нема партија во Македонија во кој што не сум ја помогнал. Нема партија. Поголема ли? Од постарите. Поголема или помала е сумата од 100.000 марки? Поголема. Поголема. Значи, добро е да се биде политичка партија, тоа сам да кажам. Значи, добро е да се формира политичка партија. Васко, јас секој пат размислував со следново. Сметав дека да се биде политичар е професија. Овдека се гледа професија, ама сосема другачи се Георгиевски бели дека е средно богат бизнисмен, што значи дека политиката е професија. Се додека таквите случаи ние ги толерираме во нашето секојдневие. Не ми дозволя да се искажа за мојата генеза, имање, немање. Лјупчо Георгиевски, неговата изјава, он е богат колку еден добар бизнисмен. Средно богат. Средно богат. Да, така е гласи точната И формулација. ден денеска како тако функционира. Влакно не му фали. Влакно не му фали. Од бизниси и од пари кои се од овдека на нему познат начин ставени кај него. И јас, Васко, од овдека отидов, од Македонија, со мојот ум, знаење, искуство, донесов пари у Македонија. Добро, Костовски. И моите институции, мојата држава, моите македонци, овдека, Колку пари изгубивте во Македонија? па, околу 100 милиона евра. 100 милиони евра. Да, Тоа е крупна сума. многу голема. Добро, 2002, ќе се вратим на парите што 2002 година вие победувате на изборите. Втора изборна единица. Владо Бучковски таму на таа листа и така натаму. 15 бенги. Двојка тога имавме 12 пратеници. 12 пратеници од двојка. Што е историски резултат? Историски резултат, да. Никош ни ВМРО ни СДСМ немале таков изборен резултат во втората. Која е тешка изборна единица со рурални места, со Не, албански места? ја му предложив тогаш на Бранко, кажи ми која ти е најтешка изборна единица, таму ќе идам. Бидејќи објективно ја чувствував дека народот ме чувствува ко ме сака. Ме сака. И ден денеска, Васко, иако сум овој што сум, мојата перцепција која ќе испада меѓу луѓето, мислам, чувствувам дека луѓето се среќни кои ќе ме видат.
Кој ќе прозборам со нив, кој ќе разменам некои размисли, мисли, кој ќе го потпрашам нешто. Немам лоши намери, јас вас. Добро, Костовски, се чувствувате ли искористени од Бранко Цренковски? Не. Бидејќи, Од тие околу Бранко, кој што сметам дека и тој денеска дигна раце од него. Кој, например, ви искористил околу Бранко? Па, луѓе кои што биле дел од политиката, само кога им требало и кога виделе дека повеќе пари има во бизнисот, во банкарскиот, тогаш одлучиле во банкарскиот бизнис да бидат. Костовски, Кој ќе бидам спремен, ќе излезам со точни имења. Добро. Ова беше интервјуто со Трифон Костовски, ова беше емисијата во Центар, првиот дел на интервјуто со Трифон Костовски, кај што разговаравме за Технометал Варда, за правењето пари, за тоа како се станува олигарх, за масоните, за сите пикантерии околу масоните. Всушност, вие преку моите прашања можевте да сватите кои се членови на масонската ложа, како функционирале, на кој начин добиле светло, како тоа делувало, што се случува зад завесата кога станува збор за големите бизниси, за големите пари, Бранко Цренковски, така натаму и така натаму, во следната емисија за Евростандард банка, за тоа зошто не стана председател на Република Македонија, каде го има Бранко Цренковски пуштено низ вода, како го има спасено Никола Груевски, недела 22 часот, ако ви се допадна вечерашната емисија, се гледаме во недела, до тогаш пријатно вечер Македонијо, каде да си.